Денес православната црква ги празнува Сретение Господово и светиот новомаченик Јордан. Сретение Господово. Во 40-тиот ден по рождеството, Пресвета Дева го донела својот божествен син во Ерусалимскиот храм, согласно законот да му го посвети на Бога и себе си да се исчисти. И иако ни едното ни другото не било потребно, сепак законодавецот не сака никако да се огреши со својот закон, кој он го беше дал преку својот слуга и пророк Мојсей. Во тоа време, чреда во храмот држел првосвештеникот Захари, таткото на светиот Јован Претеча. Тој ја ставил Дева Марија не на местото за жени, туку на местото за девојки во храмот. Во таа прилика во храмот се појавиле две чудни личности: старецот Симеон и вдовицата Ана, ќерката на Фануил. Праведниот старец го зел во своите раце Месијата и рекол: сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, зашто очите мои го видоа спасението твое. Симеон уште рекол за Христа младенецот: еве, овој лежи за паѓање и подигнување на мнозина во Израилот. Ана пак, која од младоста му служела на Бога во храмот со пост и молитва, го познала Месијата, па го прославила Бога и им објавила на ерусалимците за доаѓањето на долгоочекуваниот. А фарисеите што биле присутни во храмот, кои виделе и слушнале се, почнале да се гневат на Захарија што ја ставил Дева Марија на местото за девојки. Тоа му го кажале на царот Ирод, уверен дека тоа е новиот цар за кого мудреците од исток му говореле. Ирод брзо испратил да го убијат Исуса. Но во меѓувреме божественото семејство веќе се оддалечило од градот и се упатило во Египет по упатството на ангелот Божји. Денот на сретението е празнуван од самиот почеток, но торжественото празнување на овој ден е востановено особено во 544 година во времето на царот Јустинијан.
Светиот новомаченик Јордан. Родум е од трапезунд, по занимање казанџија. Затоа што отворено ја бранел верата Христова и разобличувал верата Мухамедова, пострадал од турците во 1650-та, во Галата во Цариград. Исто така пострадал и монахот Гаврил, канонархот на Великата црква во Цариград во 1672 година. Dostojno est